Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention. Тоа е крај на повеќе месечните шпекулации. Републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп го избра 39 годишниот сенатор од Охајо J.D. Венс за кандидат за подпредседател на првиот ден од Републиканската национална конвенција во Милвоки. Во објавата на Truth Social, Трамп изјави дека Венс е личноста која е најпогодна да ја преземе подпредседателската функција. Политичкиот идентитет на Венс се фокусира на неговите врски со регионот Раст Белт во САД, а неговите популистички чувства се усогласуваат со апелот на Трамп до белата работничка класа. Of the options that former President Trump had available to him. Од опциите што ги имаше на располагање поранешниот председател Трамп, сенаторот Венс беше тој што е веројатно најтесно поврзан со мага и филозофијата на председателот Трамп. Подпредседателскиот историчар Джоел Голдстин вели дека изборот е необичен со оглед на тоа што повеќето избори за подпредседател се обид да се допре до гласачите надвор од нивната постоечка база, наместо до оние кои веќе се во неа. And so I think that what President Trump is Мислам дека она што се надева председателот Трамп е дека ќе помогне да се поттикнат некои гласачи да гласат кои инаку нема да гласат, дека ќе им се допадне на луѓето кои имаат слично потекло како на сенаторот Венс. Венс стана познат во 2016 година со своите мемоари Hillbilly Elegy, во кои се опишани сиромаштијата додека бил дете и индустрискиот и економскиот пат на неговиот роден град Мидлтаун, Охајо. Родителите на Венс се развеле рано во неговото детство, а тој бил воспитан главно од неговите баба и дедо, како што неговата мајка се борела со зависност од дрога. Пријувајќи се во Маринскиот корпус по средното училиште, Венс продолжил и дипломирал на Државниот универзитет на Охајо и правниот факултет Јейл. Работел во Сан Франциско за предприемачот од Силиконската долина Питер Тиел, кој исто така донирал $10 милиони за Комитетот за политичка акција, поддржувајќи ја кандидатурата на Венс за Сенатот. Поранешниот критичар на Трамп, Венс, еднаш рече дека поранешниот председател е за осуда и го нарече американскиот Хитлер. Од тогаш тој стана цврст поддржувач и застапник на Трамп, но и најмалку искусен од кандидатите за подпредседател на Трамп. I think that the attention Мислам дека вниманието што ќе се посвети на прашањето за работата на председателот и поради возраста на председателските кандидати и поради неодамнишниот обид за атентат на председателот Трамп, ќе покрене прашање кај некои гласачи во врска со подготвеноста на сенаторот Венс да биде председател на првиот ден, имајќи предвид дека сенаторот Венс има релативно мало искуство на високи владени позиции. И во се повеќе поделената политичка средина додека Трамп повикува на единство низ целата земја. До кој степен неговиот кандидат ќе помогне да се залечат или да се додадат поделбите, останува да се види. Неколку часа по обидот за атентат врз Трамп, Венс ја обвини реториката на кампањата на Бајден како причина.